Велете. Почитуван господин Стефан, архиепископ на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Почитувани пратеници од парламентот на Македонија. Почитувана министер за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Почитувани министри, заменици министри, директори на државни институции. Почитувани уметници. Почитувани мои соработници. Драги пријатели, мои сограѓани, дами и господа. Денес е Бадник, а утре е Божик. Големи христијански празници. Денови кога го прославуваме раѓањето на Исус Христос. Денови кога се присетуваме на позитивните вредности на христијанството, на традиционалните вредности. Денови кога сме свртени кон семејствата, кон позитивните страни на животот, кон добрите дела, кон почита, кон се она што не само христијанството, туку и исламот и другите религии го повикуваат: правењето од добри дела, помагањето едни на други, почита на едни кон други, етичкото и морално однесување, подсетувањето дека овој живот на земјата е краток и треба да го искористиме за позитивни работи, а не за рушење, правење пакост или злодела. Почитувани присутни, денес се собравме тука на ова место за свечено да ја пуштиме во употреба портата Македонија. Иако нејзината изградба заврши минатиот месец, како што беше планирано, во годината во која ја прославувавме 20 годишнината од независноста на Република Македонија, сепак одлучивме нејзиното свечено промовирање да го направиме на овој убав ден. Драги пријатели, ако проектот кој непланирано доби назив Скопје 2014 е еден од најоспоруваните проекти во историјата на Македонија, тогаш портата Македонија би рекол дека е еден од најоспоруваните делови, можеби и најоспоруван дел од овој најмногу оспоруван проект, кој го започнавме и го водевме со голема љубов и добра мисла. Портата Македонија беше замислена како символ со кој ќе се одбележи 20 годишнината од независноста на Република Македонија. Многумина самите ја нарекуваат триумфална порта, па веднаш го поставуваа прашањето заради каков триумф ја градиме оваа порта, лиферувајќи историски податоци дека во минатото, главно во Европа, се граделе слични порти кога се добивале некои големи битки. Потука во енигматичен стил го излекуваа прашањето за каква победа ние ја градиме оваа порта. На сите оние кои денес го поставуваат ова исто прашање, ќе им одговорам со друго прашање. Има ли една нација, еден народ и една држава поголем триумф од независноста? Од толку тешко и со крвта на илјадници положени човечки жртви во стотици години наназад, заради стекнувањето токму на независноста. Понекога се прашував зошто некои луѓе моментот на независноста не го уважуваат како најголем историски чин, заради кој вреди да се изгради еден символ на 20 годишнината од стекнувањето на независноста. Понекогаш помислував дека можеби некому од последната генерација, оваа нашата, на нас кои сме денес живи, можеби некако ни се виде како многу лесно добиена таа независност. И можеби затоа некој од нас, кои не се целосно свесни за историските битки и жртви за нејзиното доаѓање, можеби токму затоа им е чудно зошто државата се одлучила да изгради еден ваков спомен. Секако, најчесто критиките беа од дневно-политички и партиски карактер, што е нормално во демократијата, иако малку е чудно кога станува збор за толку значаен символ како што е независноста. Но да го оставиме тоа е за нас. Денес е голем ден и нема да говорам за некои лоши сеќавања. Јас како учесник во ова време не сум тој кој треба да суди дали некој погрешил или не. Народот е тој кој има право да суди.
а најчистиот суд ќе биде судот на идните генерации, растеретени од денешните дневни партиски политики и препукувања, или поточно, историјата е таа која ќе го даде конечниот суд. Сепак, факт е дека низ овој проект поминавме многу тежок период, со тешки обвинувања, честопати критики кои не се базираат на вистините факти и многу, на вистина многу фрлање политичка магла. Но нели сите големи дела биле создавани низ мака, низ патење и со многу противници. Почитувани присутни, еден проект е оноку вреден колку што тој има собствена историја. Овој проект, како целиот проект Скопје 2014, така и оваа Порта Македонија, уште недоизградени, добија своја историја. За тоа се погрижија многу наши неистомисленици и независно што се во иднина ќе се случува на ова место низ времето што доаѓа. Овој проект има веќе своја историја, за која сигурно во иднина многумина ќе ја проучуваат, прераскажуваат, фалат или критикуваат, препишуваат или документираат. Например, невозможно е во иднина за Скопје да се направи документарен филм или книга, а да нема осврнување на овој проект како и на неговите поединечни објекти, независно кој и со каква цел ќе ги прави. За таа услуга дозволете денес јавно најпрвим да им се заблагодарам на сите мои противници и неистомисленици, како и на сите противници на овој проект. Без нивното противење на невидено и недовршено, без нивните најчесто неосновани критики, без протестите, демонстрациите и пукањата на овој проект, денес, но и во иднина, тој немаше да биде тоа што е. Посебна благодарност дозволете да изразам до опозицијата на нашиот политички живот, до невладините организации кои најчесто во договор со опозицијските партии организираа протести, одреден број професори и студенти на архитектонскиот факултет, разни колумнисти и други истакнати личности, но и на дел од медиумите и нивните представници, кои со сета жар и максимална посветеност работеа на максимално отцрнување на овој проект, со надеж дека на тој начин ќе ме отцрнат и мене лично и моите соработници, како и актуелната политичка гарнитура. Лично мислам дека и уметниците кои работеа како на оваа порта, така и на другите објекти, споменобележја и споменици од проектот Скопје 2014, треба да им бидат неизмерно благодарни на противниците на овој проект, од причина што најчесто уметниците со некое свое дело добиваат слава или излегуваат од анонимност по нивната смрт, како што е, например, случајот со легендарниот сликар Ван Гог, но и милиони други познати уметници во различни земји. Сите напади кои ни криви ни должни ги преживеа и уметниците на објектите од проектот Скопје 2014, можам да констатирам дека ги направија некои од нив познати, а некои барем попознати од претходно. Се разбира на база на своето дело, но со голема помош од противниците, ненамерно им создадоа историја на нивните дела, најчесто уште пред да бидат завршени. Значи, првата јавна благодарност денеска ја упатувам до сите наши неистомисленици и противници, кои инспирираа од различен аспект да се создаде поуспешно и поквалитетно дело, и ова воопшто не го говорам со циничен или ироничен стил, доколку некој така ме разбира. Колку поголем е интересот за некое дело, во смисла да биде искритикувано и понижено, толку повеќе расте и мотивацијата и концентрацијата за квалитетот на делото. Тука дозволете да направам една дистинкција на противниците на овој проект, и тоа на оние кои беа партиско-политички мотивирани, со единствена цел ние да изгубиме политички поени пред јавноста, а тие да добијат поени, за да исполнат нивната политичка партиска агенда, и кои беа во огромно мнозинство, помеѓу оние кои јавно негодуваа, и втората група неистомисленици, кои не беа партиско-политичко мотивирани, туку едноставно имаат различно мислење, и тоа е група кон која сакам посебно да ја изразам мојата јавна почит, бидејќи јас имам респект кон секој човек кој има различно мислење од моето или од било чие, и неговото изразување е спроведување на демократијата. Тоа се наши граѓани и тие заслужуваат почит, независно на нивните ставови. Втората благодарност дозволете да ја упатам до нашите подржувачи,
во целиот изминат период. До сите вас, кои сте овде денеска, но и до илјадници и други граѓани низ цела Македонија, кои дадоа подршка на се уште недовршениот проект Скопје 2014, како со нашата подршка на изборите и на нашата програма, така и со секојдневните бодрења и јавна подршка преку различни медиуми и форуми. Без подршката на сите вас, тешко дека ќе можевме да се спротиставиме на една добро политички и партиски мотивирана и организирана хајка на една баш гебеловска пропаганда од најнизок тип и на една бескрупулозно бришање на под со секој кој ќе се осудеше, например, минатата или годината пред неа, јавно да каже било што позитивно за овој проект. Мојата трета благодарност денес јавно ја упатувам до уметниците на овие дела. Тргнувајќи од фактот дека секој дел од овој проект е уметничко дело, создадено од некој уметник, би потенцирал дека постоја многу скептици кои јавно пропагираа дека Македонија нема капацитет преку делата на една генерација уметници да создаде толку голем број уметнички дела со висок квалитет. Почитувани уметници, автори на овие дела, вие директно со својот труд и талент веќе ги демантиравте овие скептици. Јас ви честитам за завршените дела. Вие ги создадовте новите разгледници од Македонија, новите календари, новите фотографии, новите снимки, новиот прв печаток, обележје на нашата метропола, новите сувенири кои ќе ги купуваат милиони туристи во иднина, новите места за состанок на влюбените. Вие помогнавте во изразувањето почит и спомен одбележување на многу наши историски ликови и дејци, кои одамна го беа заслужиле најмалку ова, кој денес го создадовме. Вие, почитувани уметници, сте и дел од новата енергија на нашата држава, која во иднина ќе биде се поголем магнет за туристи, кои ќе се восхитуваа пред овие ваши дела, кои сега се дела на Македонија и на сите граѓани на Македонија, но и на сите генерации, како сегашната, така и идните. Јас знам дека вие сте способни и ќе создавате и други големи дела, како што сте и создавале досега пред почетокот на овој проект. Но со овие ваши дела, вие станувате нераскинлив дел од македонската, но сигурен сум некој од вас и на европската и светската историја на уметноста. Оваа грандиозна порта беше идејно решение изработена од скулпторката Валентина Карафилова-Стефановска. Таа првично беше замислена на улицата Македонија, но подосна нејзината конечна локација се одреди токму овде, на источниот влез на поштад од Македонија. И честитам за ова прекрасно дело. Дозволете моето признание и честити да го искажам и кон проектантската куќа, која идејата е преточи во архитектонски проект. Проектантската куќа не има инженеринг. И секако на градежната куќа Гранит и нејзините подизведувачи, но и на сите работници кои со својата вредна рака работеа макотрпно на изградба на овој објект. Покрај оваа порта, уметникот Валентина Карамфилова-Стефановска е автор и на фонтаната на Победата, која се наоѓа веднаш зад оваа порта на центарот на главниот плоштад во нашата метропола, како и големото уметничко дело на врвот на оваа грандиозна фонтана и на придружните скулптури околу самата фонтана, чиј успешен изведувач е градежната компанија Бетон од Скопје на база на проектот кој го изработи проектната куќа Импума, во која покрај собственикот Борислав Јосифов и неговите вработени, свој голем принос дадоа и професорот Коста Мангаровски, раководејќи тим на архитекти, статичари и други експерти, сите од Македонија. Делата беа излиени во уметничката леарница Фернандо Маринели во Фиренца, како и кај нивниот партнер и подизведувач леарницата Гвастини од Верона. Водените ефекти ги изработи реномираната италијанска компанија Делта, а изборот на музиката го состави маестро Зоран Джорлев. Честитки и до сите нив. Валентина Карамфилова-Стефановска е автор на прекрасната фонтана со пропратни фигури и содржини која се наоѓа во општината Гази Баба, на поштадот во населбата Автокомандар, како и на уметничкото дело сместено во тимпанонот, триаголникот на врвот на зградата на новиот уставен суд. И честитам и за овие прекрасни уметнички дела. Почитувани, иако денешниот повод е свеченото одбележување на завршената порта, дозволете со обзир дека досега не направивме ваков настан за делата кои веќе се завршија, јавно да им се заблагодарам и да им честитам и на уметниците кои ги изработија другите дела од овој проект.
Честитки за академик Томе Серафимовски, кој го изработи спомен обележјето на Свети Климент Охридски, лоциран на средишниот дел на булеварот Свети Климент Охридски и во непосредна близина на соборниот храм Свети Климент Охридски. Уметничкото дело со кое е представен Крсте Петков Мисирков, лоциран во паркот помеѓу зградата на Ману и Судската палата, но и спомен обележјето на Свети Наум Охридски, кое е поставено и ќе го краси плоштадот во Охрид. Би сакал да потенцирам дека академик Серафимовски го изработи и го донираше спомен обележјето на Блаже Конецки, изработено во мермер, кое е лоцирано непосредно пред зградата на Ману, како и написателот Славко Јаневски. Ја користам оваа прилика да му честитам за овие создадени дела и да му се заблагодарам за советите кои тој заедно со академик Хаджи Бошков и академик Цветанов на моја молба неформално им ги дадоа на делот по младите скулптури додека тие ги изработуваа нивните дела. Да се заблагодарам и да честитам на професорот Жарко Башевски, кој ги изработи големите дела, со кој е прикажан Гоце Делчев на конј и Даме Груев на конј, сместени на влезот на камениот мост, како и Свети Кирил и Методи, сместени на десната страна на другиот влез на камениот мост со страната на старата Скопска чаршија. На Перо Кованцалиев, кој го изработи делото на Свети Климент и Свети Наум Охридски, сместено на десната страна на камениот мост од страна на старата Скопска чаршија. На Димитар Филиповски, кој ги изработи уникатните дела во мермер, со кој е прикажан Методи Андонов Ченто и Цар Самуил, сместени на плоштадот Македонија. При што спомен обележјето на Ченто е сместено токму под некогашниот хотел Македонија, каде што престојувал за време на неговото работење како прв председател на Македонското собрание по завршувањето на Втората светска војна. На Ангел Коруновски, кој го изработи големото дело спомен обележје на гемиджиите, сместено на плоштадот Македонија. На Роза Павлевска, која го изработи уметничкото дело во мермер, спомен обележје на Јустинијан I, сместено на плоштадот Македонија. На Војдан Запров, кој го изработи монументалното дело на идутскиот водач Карпо, сместено на десниот брег на реката Вардар, помеѓу камениот мост и новата зграда на Уставниот суд. Токму на местото каде и се смета дека овој голем водач бил погубен. На Богоја Ангелковски, кој го изработи големото дело на кое е прикажан председателот на Крушевската република Никола Карев на конј, поставено пред зградата на Собранието на Република Македонија, веднаш позади сите вас. На Дарко и Елена Дуковски, кои ги изработија лавовите кои се поставени на мостот Гоце Делчев, од страна на зградата на стоковната куќа мост. На Кирил Мукаетов, кој го изработи, на Дарко и Елена Дуковски, кои ги изработија лавовите кои се постави на мостот Гоце Делчев од страна на зградите на Македонска пошта и МЕПСО. На Константин Јанев, кој ги изработи лавовите кои се постави на мостот Гоце Делчев од страна на зградата на стоковната куќа мост. На Кирил Мукаетов, кој го изработи делото кое ги символизира македонските бранители, поставено во паркот Жена Борец, веднаш тука од мојата лева страна. На Сретко Јовановски, кој го изработи делото со кое е представен Ѓоргија Пулевски, кое е сместено на десната страна на брегот на Вардар, во непосредна близина на камениот мост и на музеот на македонската борба за државност и самостојност. На Мирослав Славковиќ, кој го направи делото на кое е прикажан Димитрije Чуповски, лоцирано на плоштадот Македонија во непосредна близина на фонтаната на Победата, но и спомен обележјето на Никола Јонко Вапцаров, кое е поставено пред новата зграда на општина Бутел. На Гоце Давидов, кој го изработи делото на кое е прикажан големиот македонски револуционер Јанес Сандански на конј, а кое е поставено во прекрасниот парк во општина Аеродром. На Дамјан Ѓуров, кој го изработи прекрасното дело на кое е прикажан големиот македонски револуционер Ѓорче Петров, прикажан на конј, а кое е лоцирано на кружниот тек во населбата Ѓорче Петров и кое за кратко време стана символ на оваа општина. Благодарност и до поголем број историчари со кои се вршеа консултации околу изборот и изгледот на овие дела, како што се доктор Зоран Тодоровски, доцент доктор Никола Жежов, академик Блаже Ристински и повеќе други. Да се заблагодарам и на уметниците Наташа Божарова, Томе Бундовски, Томе Аджиевски, Зоран Костовски, Сашо Поповски, Зоран Тошевски, Златан Трајков, Ангел Нацевски, Бранко Јакшич, Ангел Димовски, Владо Павлевски, Александар Ивановски Карадер, Сашо Саздовски, Ристо Станковски, Грозданка Каникова, Васил Николовски, Иван Ивановски, Антони Мазневски, Искра Димитрова, Синиша Новевски и Симеон Арнаудов,
Сите тие со своите дела се дел од проектот за поставување на 35 скулптури во централното градско подрачје, проект од кој што е дел од оваа прекрасна проект од кој е дел и оваа прекрасна порта Македонија која денес ја пуштаме во употреба. Честитки за успешната работа и своето мајсторство заслужуваат и леарниците во кои се излеани делата кои ги спомнав, уметничката леарница Фернандо Маринели од Италија, уметничката леарница Гвастини од Италија, уметничката леарница РЖ Институт од Македонија, уметничките леарница Браќа Реремич од Србија и уметничката леарница Ујевич од Хрватска. Во оваа прилика би сакал честитки и благодарност дупатам и до Зоран Јордановски, кој го изработи идејното решение на Музеот на македонската борба за државност и самостојност, Музеот на ВМРО и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим, на проектантската куќа Неймар Инженеринг, која го изработи архитектонскиот проект на музеот, на градежната компанија Бетон Штип и сите нивни подизвидувачи кои го изградија овој капитален објект, но и на тимот историчари Никола Жежов, Виолета Ачковска, Даринка Петреска и Зоран Тодоровски, кои ја осмислија внатрешноста на музеот и поставките во музеот, на кој секој кој денес ќе го посети музеот се восхитува, како и на уметничкиот сценограф Владимир Светозарев и режисерот Столе Попов, кои работеа на внатрешниот дизајн на музеот. Честитки и до проектантската куќа Мегарон, која го направи архитектонскиот проект за популарниот летниковец, кој е изграден на поштата од Македонија, но и на градежната компанија Бетон од Скопје и нивните кооперанти кои го изградија ова прекрасно дело. Благодарност за скулпторот Валентина Стефановска, која ја донираше бронзената скулптура на влюбените во летниковецот и чиј талент бесплатно го користевме во форма на совети и консултации за голем дел од проектите. Честитки и за она што веќе се гледа од проектот за промена на фасадите, кој го води градот Скопје и владата, и каде што добивме помош од повеќе архитекти, меѓу кои што беа и архитектите Лазар и Никола, кои што заеднички работеа на овој проект. Честитки и за уметниците и изведувачите на новите огради на мостовите Гоце Делчев и мостот Октомврска револуција Кајманово. Почитувани присутни, мојата четврта јавна благодарност и честитка денес е кон моите соработници, но и кон сите кои работеа на овој проект. Најпрвин кон министерот за култура Елизабета Канчевска Милевска, која би рекол беше главната моторна сила во реализација на овој проект, која вложи неизмерно многу труд, време и енергија во неговото создавање и која и во најтешките мигови не се плашеше јавно да излезе и да го брани проектот, како целиот, така и овој кој денес го одбележуваме како завршен. Елизабета, благодарам и честитки за се што направи. На министерот за финансии Зоран Ставревски, како и на неговиот преходни Славевски, кој во исклучително тежок период редовно обезбедуваше средства за овој проект да стане реалност. Поздравувајќи ја поддршката од целата влада, со сите состави, посебно би истакнал дека Милеја Накиевски беше еден од оние кои по функција беа меѓу клучните за овој проект. Благодарност и честитки и за членовите на парламентот во овој и во преходниот состав, кои во мнозинство го одобрува и поддржува овој проект. На соработниците кои ги има во голем број, како што се Мартин Протуѓер, Славе Веловски, Владимир Здравев, Владо Мисајловски, директорот на СОЗР Васе Доневски, заменик министерот за култура Драган Неделјковиќ, поранешниот државен секретар во Министерството за култура Дарко Стефановски, сегашниот државен секретар Музафер Бислими, како и тимот кој постојано работеше со министерката Елизабета Канчевска Милевска, а тоа се Билјана Ќулавковска, Лидија Лазарова, Владимир Поповски, Јана Јаневска, Терзиовска, Јулијана Угриновска, Ирина Шокаровска, Ленче Јанева, Ангелина Недевска и Наташа Јовановска Милошевиќ. Секако голема благодарност и честитки и до градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, понатаму Гордана Клинчарова, секретар на градот Скопје, Ирена Мишава, председател на Советот на град Скопје и советниците во Советот на градот, како и вработените во администрацијата на градот. Сепак, во еден поширок контекст, огромен и можеби клучен дел од товарот за досега сработеното во проектот Скопје 2014 носи општината Центар, која го носи овој проект. Честитки за поранешниот градоначалник Виолета Аларова, во чие време започна овој проект, како и до сегашниот градоначалник Владимир Тодоровиќ, кој го продолжи и во делот на споменици и спомен обележја до крајот на неговиот мандат
се надеваме да го доврши овој проект, бидејќи се очекува сите споменици кои се избрани и кои се во изработка да се постават до крајот на 2012, со што поглавието спомено белеше и споменици од овој проект ќе заврши. Овие двајца луѓе имаат голема заслуга за реализацијата на овој проект, но и на нивните соработници во администрацијата на Општина Центар, членовите на Советот на Општината Центар, во овој и во минатиот состав. Честитки и благодарност до сите нив. Почитувани, наскоро ќе бидат завршени и нови дела, кои се во завршна фаза како што се Стариот театар, зградата на Уставниот суд, Државниот и археолошкиот музеј, зградата на МНР, зградата на обвинителството, зградата на Кривичниот суд, зградата на Агенцијата за електронски комуникации, зградата на Министерството за земјоделие, Македонската филхармонија и повеќе други објекти и споменици и споменобележја, сплавови во реката Вардар, мостот Око и мостот на уметноста и многу други, но за нив ќе се осврнеме кога ќе бидат завршени. Иако најнепосредно не е дел од овој проект, честитки заслужува и авторот на спомен куќата на Мајка Тереза, господинот Вангел Божиновски, како и Гранит, кој ја изведуваше, како и музеот на Холокаустот, кој е изграден од средствата кои преку законот за денационализација ги обезбеди владата, односно државата Република Македонија. Почитувани граѓани, овој мој настап е прв од ваков вид, поврзан со овој објект од проектот наречен Скопје 2014. И можеби затоа покрај за конкретниот објект Портата Македонија, чувствував дека треба малку пошироко да се осврнам за веќе завршените дела од целиот овој проект. Можеби и затоа бев понекогаш критикуван дека се зацкривам за други луѓе, одбегнувајќи да ја признаам мојата улога за овој проект. Еве денес. Денес е добра можност и на овие критики да одговорам. Да, јас стојам за овој проект. Сметам дека е добар, квалитетен и корисен и дека нема ништо лошо во него. Да, јас го поддржувам и ќе го поддржувам овој проект. Како што тоа го правам и во илјадници други случаи, кога ќе верувам во нешто, кога имаме идеја и визија како да биде подобро, покорисно и поделотворно за граѓаните и државата. Исто како што стојам и поддржувам илјадници проекти на владата, независно дали се тоа компјутери за децата во училиштата, дали се тоа субвенции за земјоделците, дали се изградба на спортски сали, дали се изградба на индустријски и слободни зони, рудници, хидроцентрали, болници, промени со кои се привлекуваат нови инвеститори и нови фабрики или се други реформи или дела. Секако, не сум единствен и без моите соработници веројатно дел од сите тие проекти ќе останеа само добра идеја, како што е и овој проект Скопје 2014, заради што денеска сакав јавно да им се заблагодарам на многумина од нив. Ги молам оние кои сум ги пропуштил, да ги споменам, да не ми замерат, бидејќи сигурно е ненамерен пропустот. На крајот, драги присутни, дозволете да кажам, ќе бидам многу среќен ако секоја идна влада се надпреварува со создадените дела во сите области. Па и во оваа, би рекол, поширока област или комбинација на повеќе области, како што се културата, уметноста, архитектурата, градителството, туризмот и признанието кон нашите историски личности и настани. Сето ова е составен дел на овој проект. Важно е и да не заборавиме дека овој проект даде живот, опстанок, заработка не само на најголемиот дел од градежните компании, туку и на десетици илјади работници во време кога живееме најголемата светска економска криза после она од 1929-та и кога најголемиот дел градежни компании заради светската економска криза ја беа загубиле својата работа. Неодамна, кога се сретнав со неколку собственици на градежни компании кои учествуваа во овој проект, ги прашав: ви помогна ли значително проектот Скопје 2014 во овие тешки времиња? Тие ми одговорија: не ни помогна, туку не спаси во ова тешко време. Јас додадов коментирајќи: ќе ви беше ли потешко ако не беше овој проект додека трае кризата? Одговорија: не потешко, туку ќе пропадневме. Тоа ми го исполни срцето.
Низ оваа порта, иако недовршена, во незината горна фасада веќе имаа чест на денот на независноста, во официјална церемонија да поминат илјадници македонски граѓани прославувајќи ја слободата и независноста, а меѓу првите поминаа и македонските кошаркари, кои постигнаа огромен успех на Европското првенство и покажаа како сложно и со срце се бранат боите на татковината. И јас сум убеден дека уште многу спортисти, уметници и останати репрезенти на Македонија ќе поминуваат овде упатувајќи се кон фонтаната на победата, каде ќе ги слават победите и успесите. Исто како што сум убеден дека многу генерации ќе остваруваат значени триумфи за нашата држава, кои ќе бидат нови поглавја во низиниот развој. Почитувани граѓани, еден ден сите нас ќе не нема. Само делата ќе останат. Политичко-партиски мотивираното кревање магва и прашина на овој проект еден ден ќе спласне, ќе ја снема и погледот нема да биде со ништо заматен. Делата ќе останат да блискаат со својот сјај, а критичарите и идните генерации, неоптоварени од дневно политичките и партиски манипулации, ќе можат да го дадат своето конечно мислење. Знам дека секогаш може и подобро и поубаво. Се надевам дека секоја наредна генерација ќе биде и повешта и поспособна. Еден ден, кога сите ние ќе го напуштиме овој свет, за 30, 50, 70 или 100 години, кога никој денес жив во оваа држава нема да е се уште меѓу живите, овие дела се уште ќе постојат. И тогаш тие ќе ја добијат вистинската критика и вистинската вредност. А до тогаш, почитувани мои, да уживаме во нив. Нека ви е срекна новата 2012 година. Нека се честити божичните празници. Нека е вечна Македонија. Да сте живи и здрави. Ви благодарам. Почитувани, дозволете ми сега да го најавам свеченото сечење на лента, со што и официјално се отвара портата Македонија. Ајде,